ученици, родители, наставници. Денеска много е част ќе имаме да изработиме од тема за обликување на мускулатурата на телото со различни реквизити. Ќе го употребиме реквизит Hula Hop, каде што ќе се потрудиме да покажеме вежби за загревање, за истегнување, во главниот дел на часот малку да направиме вежбички кои што се интересни, соодветни и специфични за Hula Hop, како форма, како реквизит, и на крај малку ќе се олабаеме. Во овие 15 минути се надевам убаво ќе се дружиме, некои вежби ако можете искреирате и сами или по-добро ги правите од наставникот, уште по-добро, но ќе го структурираме како еден целосен час во работа со реквизит Hula Hop. За почеток нека биде на под нашиот Hula Hop. Применуваме секогаш малку трчање во лева и во десна страна, за да го почувствуваме просторот во кој работиме. Да видиме колку пречи нешто, колку е големо долна во околината на некој дел од небо, значи да го почувствуваме дел каде што најмногу ќе вежаме. Трчање напред, па назад, кручиња. Ќе направиме потрчување едно напред, пак назад, пак ќе леземе во средина, пак ќе леземе на страна и загреваме. Ќе тресеме малку назад, ќе слабавиме, па може да вклучиме подскокчиња назад, во обрач назад, ќе вклучиме во обрач на страна, во обрач на друга страна, во обрач на страна, во обрач на друга страна. Еве ќе дадеме нешто и вака славно, да речеме. Може да дадеме и малку кружни движења. Една нога е околу една нога се вртиме за цело време назад и напред. Во шикарен став. Ќе ја смениме ногата и ќе направиме по еден круг назад, по еден круг напред, со ситни подскоци и малку ќе расслабавиме. Сме ја подигнаме телесната температура во овие 2 минути и сега ќе направиме вежби за истегнување. Поред во надрачување и надрачено згрчење правиме горе-долу едно 7-8 повторувања. Може исто да направиме и напред. Така. Малку подинамично, поврво. Па сега ќе пробаме да ги истегнеме рацете, односно лиците. Така, ќе се успратување, да возиме со волан, вртиме. На страна, наместо сега да има вкрстувања или без реквизит, сега користиме само одрачувања на една и на друга страна, фатени со двете раце за Hula Hop. Така. Веќе се заморуваат рацете. Ќе правиме. Па ќе направиме вежби за истегнување на трупот со засоци во лево и засоци во десно. Ќе направиме исто околу 10 отклони во една и во друга страна, каде што ќе се држиме за Hula Hop за цело време. Така. Можеме сега да биде по-добро загревање, да биде заклон. Уште еднаш. Заклон. И сега
Во ред. Ќе направиме овдека од расчекорен став, ајде напред ќе покажеме. На растојание од една испружена рака, предклон, напред, хоризонтално, така. Па овдека може да го подигнеме и направиме вака. Истото ќе го покажеме и страна, на растојание од една испружена рака. Ќе се стегнеме во предклон напред и овдека ќе задржиме малку. Вака ќе се вратиме назад. Во ред, еве, за вежба за, ајде да кажеме, длабоко предклон, став споен. Ќе свртиме. Ќе допреме ово, ќе свртиме. Ќе разлабавиме, ќе го свртиме околу, ќе се спуштиме долу. Ќе го вратиме овдека, ќе направиме. Исто може и со свиткаме ноге. Вратиме, да го вртиме. Хоп. И ќе направиме. Окей. Ќе го искористиме како помошен визит, да ни помогне од поширок расчекорен став. Ево, во ваша десна рака нека биде. Левата се спуштиме, а лева, десна рака и десна нога испружени. Значи истигнуваме ногата и се помагаме со хula хоп. Ќе смениме друга страна. На спротивна страна. Ќе се стигнеме вака. Одлично. Супер. Сега од тука. Хоп. Предножување и предврчување и еве со хula хоп. Значи нема да се раце, но то допреш со хula хоп. Ќе се истегнеме онако, може и во движење, ако имате простор напред-назад, да биде малку по-динамично и по-интересно. Во ред, може сега да направите така помеѓу расчекорениот став да се наоѓа хula хопот и сега се спуштаме и не го допираме, хоп, и на друга страна. Хоп. Вако овдека, еднаш, со прсти нагоре кон монот, не мора да ги влечеме сега, хоп, еве, се помагаме и на друга страна. Ево уште една вежба за предна страна на ногата, за над коленицата, хоп, хоп. Окей. Еве сега полека ќе се малку разлабавиме, ќе пробаме да покажеме 5-6 вежбички кои што се надевам дека вие уште подобро ќе ги изведете од нас, но може да бидат како вежби за главен дел од часот, каде што ќе се играме малку со овој наш хula хоп. Еве да речеме, вртењето на хula хоп е нешто најинтересно, па ние би почнале од вртење на хula хоп на еден прс. Значи хula хоп може да го вртиме кон назад, па може да пуштиме уште еден прс, па уште еден и да видите на шак, вртење на шак. Ова може да го пробаме во спротивна страна, напред. Така. Сега до 8 круга само го да покажеме, па сега се до 8-10 круга на шаката и на напред. Значи од еден прс до 2-3 во сите прсти, па стигнуваме на шак. Малку ќе одмориме ова, ќе покажеме на друга страна, значи може секогаш можеме да се употребува и лева и десна страна подеднакво и овдека веќе да вртиме по вклучување на сите 4 прсти спружени, да вклучиме на шак и се врти помеѓу палеци показалец. Ова исто може да го направиме и вртење нанапред, ова не прави. Во техниката на вртење една рака секогаш е поставена клюк, но добро е да се проба и напред и назад и да се изведат сите вртења
и на една и на друга рака, нога, и во една и во друга насока. Окей. Сега може да пробате да вртење и на рака. Може да испружени рака, може да биде вака во одрачување, странично со една и вртење на назад, а може да биде и во така да се свртите во предрачување, како е згодно, но добро е да се пробати двата начина. Сега ќе пробаме и напред, значи со вртење напред, така, странично, со одрачена рака, но ако се свртам вака, сега ќе биде и со предрачена рака. И во спортивна насока се свртевме и сега може да правиме и на друга рака, така, а подоцна ќе пробаме да ги менуваме рацете една во друга, наизменично, така, и во другата насока. Малко ми пречи часовникот, но нема да е проблем. Извртиме сите вежби, не е проблем. Ако треба да се види дека може да изведе, така. И сега може да пробаме од една рака, така, да вклучите уште една и да го превземете одлично. И пак од лева рака да вклучите десна, или може да понапред ќе покажеме вака пред камерата, од десна да вклучите лева рака и да го превземете одлично. И одма. Значи, малку да се играме со него и добро е вака да испаде. Окей. Одиме сега, може да направиме вртење на нога, но добро е да употребите некој столче, дел од мебел, да употребите фотелја, кревет, како да е двосет, тросет, само да поставите нога и ево дека нема да испадне и да пробате само со вртење на над коленица во една насока, така, и вртење во друга насока. Сега убаво, иако е ова за час само да покажеме, убаво е по една минутка, 30 секунди до една минутка да ги направите овие вртења. Така е едно поголем интервал, каде што ногата ќе ги изработи или раката движењата и малку ќе се навикнете и ќе има ефектури како да ве масира, значи пријатно чувство е кога се врти хула хоп, ево во друга насока. Аз вртам 10 до 15 круга, вие може да ги правите 10, 20 до 30 секунди, па и до една минута кој може. Окей. Овдека, ова го покажавме со нога, сега очто нема да треба се надевам повеќе. Ајде, со крената нога да пробаме на подколеница, иако може да испадне вака, но ево, може да се проба дека може да се врти, така. Пробаме во друга насока, така. Значи малку се што можеме, дури вие може да креирате некоја игра, некоја вежба, која што ќе биде, малку требало да е тежа, треба и сила и вртење, тешка вежба е, но иако е поголем кога хоп уште потешка, но треба да се зашто да не се проба, така. Во една и во друга страна повртиме. Друга насока, просто да проба. Не треба да е идеално, но секогаш да се пробува нешто ново и различно е убаво. Може да се врти со двете нозе, да проба професор, иако не го врти идеално. Така нешто може, така. Вртење на половина на колку ви е најпожелно и најадекватно, иако професор не е експерт, тешко и да покаже нешто, но сигурно дека со оваа техника, со подобра техника на вртење на хула хоп околу половина би било најпожелно, бидејќи се активираат стомашните мускули. Интересно е, може со добра музика да направите уште подобар час. Ево дека
Ќе покажеме нешто вака, може со одрачена рака да влезете со иста нога, кај вас лева рака и десна и лева нога, преку глава да пробате да го извадите на спротивна страна. Хоп, овдека, хоп, хоп, овдека, хоп, може и вака да се направи нешто. Да се влезе овдека, да се излезе овдека. Со две нозе да се влезе овде, а со една рака да се излезе на спротивна страна. Влегуваме од озгора, од глава, излегуваме од нозе. Влегуваме од глава, излегуваме од крај нозе. Влегуваме од глава, излегуваме од крај нозе и овде. Влегуваме од крај нозе, излегуваме од глава, влегуваме од крај нозете двете, излегуваме. Ете малку да се снајдеме во простор со обрчот. Добро е да пробате во должина, да ќе покажеме, во должина на соба да го валате и малку да направите вежби со трчање. Но сепак да пробате да го движите во тркалење на тула хоп. И на друга страна, така, да пробате во ходник, во двор, наводно отворено да подржите. Убаво е ако можете да го потврдите со една рака, со свртување во зглобна шака, да го свртите и да пробате да ви се врати назад во ходниче. Да се врти малку во место и по едно време ќе ви се врати. Истото да го направите и со другата рака. Имаме малку повеќе минути сега. Може малце да поточка. Повеќата сега малку ми подскокнува, но сепак се враќа назад. Сега можеме да се свртиме и да го фатиме. Да завртиме, хоп, свртиме на друга страна и да го фатиме. Може да го фатиме вака, ще корен став под нозе и да го фатиме позади. Кон вас се врти, се ротира, хоп, и позади тело. Пак, ајде се одбива према, хоп, и, значи, може да се свртиме и пак под нозе. Значи, свртуваме овце, се свртуваме ние и пак под овце. Малко иглички со него. Добро би било ако може некој да направи да го сврти хулахопот, додека се врти во место, да се протне низ хулахоп. Така, и додека да успее да се протне или пак сега професор може да покажам, но идеално да се скокне. Не успеав два пати, но вие може да пробате. Добро, борете малку вежби за издишување и лабавање. Се надевам дека покажав неколку интересни вежби. Сигурно дека има многу повеќе. Има вежби со кои што може да идете заедно во парови, со некој член од семејство, некоја игричка со поставување на 2-3 хулахопа, но затоа во некој следните часови. Малку ќе се стегнеме овдека до хулахоп напред. Така. И тука го завршуваме часот. До гледање.